Благодарам, господине Џафери. На почетокот би сакал да констатирам дека Министерството за финансии е прилично неодговорно спрема собранието. Скоро и да нема закон кој што доаѓа од Министерството за финансии кој што не е по скратена постапка. Апелирам до заменичката министерка, ако успее некогаш да го види министерот кој што и ние ретко го гледаме во собранието, да му пренесе дека колку помалце закони по скратена постапка се носат, толку подобро. Посебно, кога покачувате даноци и давачки на граѓаните, по правило не треба тоа да оди во скратена постапка. До сега од овој министер и од ова министерство не сме виделе закон за намалување на било каква давачка од граѓаните спрема државата. Се што сме виделе е зголемување на давачките, но ајде да оставиме простор, можеби ќе се исправи министерот и во следниот период малце по одговорно ќе се однесува спрема собранието. Исто така би сакал да потенцирам, господинот Џафери често се труди да го воведе тој ред во собранието, зашто јас сум му давал и поддршка во таа насока. Кога имате паралелно активности во влада и во собрание, министрите треба приоритет да даваат на собрание. Со цела должна почит навам како заменик министер, сметам дека кога има клучни закони, кога има закони за покачување на даноци, за задолжување, буџет, општа расправа на буџет, министерот за финансии треба да се седи во собрание, како и сите други министри предходно, минатите 27 години, кои што посебно во периодот октомври, ноември, декември, апсолутно треба да си го преселат работното место овде во собранието на Република Македонија. Ова е апел до вас, апел до господинот Џафери, се надевам дека позитивно ќе го разберете. Би сакал да потенцирам неколку работи. Секогаш кога ќе доаѓа закон за задолжување или за гаранција на Република Македонија, а кој што се однесува на било која капитална инвестиција која што според нас ќе создава дополнителна вредност во Република Македонија, пратениците од опозицијата ќе даваат поддршка без дилема. Значи секогаш, да повторам, секогаш кога ќе имаме закон за задолжување или за гаранција за капитално инвестирање во Република Македонија, кое што создава дополнителна вредност, ние ќе даваме поддршка. Кога вие предлагате вакви закони, зборам за целата влада, апсолутно ја продолжувате политиката на предходната влада. Предходната влада направи еден исчекор во задолжувањето, што е вистина, но огромен дел од тие средства се вложува во капитални инвестиции во Република Македонија, што си резултираше со зголемен развој, многу зголемен развој на градежништвото, повлече огромен број на индустрии се зголеми вработеноста, бруто домашниот производ растеше побрзо и така натаму и така натаму. Во таа насока, за мене на некој начин, ваквиот денешен предлог на закон е афирмација на таа економска политика на предходната влада. Кога на тоа ќе дополнам дека продолжувате проектот предходната влада, значи втора фаза на истиот проект за изградба на ветерници, веќе постојат таму 16 големи ветерници, ќе се градат дополнителни, уште поголемо признание од ова мнозинство и од оваа влада дека проекти кои што биле насочени кон капитално инвестирање и кон изградба на додадена вредност за економијата во Република Македонија биле добри. Значи станува збор за проект започнат од предходната влада кој што вие го продолжувате. Впрочем, јас додека чекавме седницата и размислував дали има проекти кои што иницијално тргнале од оваа влада, а се од голем обсег, големи капитални проекти, не можев да се седам искрено. Сето она што во моментот се работи низ Република Македонија, иако со сериозно забавено темпо, се проекти од предходната влада. Добро е што не се прекинаа сите проекти, како оној за клинички центар. Продолжија да се градат патиштата низ Република Македонија, иако за многу поскапа вредност, за многу поскапа цена, но добро е што продолжи да се гради. Од тој аспект сакам да потенцирам дека пред 2 недели за прв пат во собранието на Република Македонија на една расправа на која што ете тогаш присуствуваше министерот за финансии, имавме признание од негова страна дека долгот на Република Македонија е зголем во период кога оваа влада управува со државата. Тоа и впрочем и го пишува во буџетот, текстуалниот дел на буџетот на Република Македонија, но е големо признание од аспект на признание на неточноста на ветувањата на СДСМ во изборната кампања.
СДСМ во изборната кампања ветуваше дека ќе го намали државниот долг и дека ќе го намали буџетот на Република Македонија. СДСМ кога е на власт го зголемува државниот долг со признание од министерот, го зголемува и државниот буџет на Република Македонија, ги зголемува и даноците, ја зголемува цената на нафтата, на бензинот и така натака, но да не ја ширам премногу работата. Сакам да потенцирам дека во делот на капитални инвестиции добро е да направите рекомпонирање на активностите кои што ги има или ги нема владата. Ова задолжување ќе значи ефектива само ако се реализира во нормална динамика. Доколку се продолжува, доколку се тегне, доколку реализацијата е слична на нивото на реализација на капитални инвестиции кои што во просек ги имате како влада, од планирани 400 милиони во буџетот за 2018 реализација имате нешто над 100 милиони, ништо повеќе, 115 милиони. Ако по таа инерција се движите, и ова ќе биде само задолжување кое што ќе ги оптеретува граѓаните, а нема да даде ефектива. Се на се, добро е кога продолжувате проекти од ВМРО ДПМНЕ. Може би до крај на мандат ќе видиме и еден проект баш. Се уште не сме виделе, зборам за сериозни проекти, крупни инфраструктурни проекти. Добро е што со овој закон ја потврдувате политиката на претходното мнозинство и влада дека кога се задолжуваме, а тоа е со намена капитално инвестирање, тоа е добро. И секогаш кога ќе постапувате по тие принципи, пратениците од опозицијата ќе бидат присутни тука, ќе прават кворум. Денеска господинот Џафери беше сведок дека доколку не беа пратениците од опозицијата присутни во сала, немаше ни закон да помине, ни дневен ред да се усвои, ни така натака. Ќе даваме поддршка, но со укажување и до вас и до другите членови на влада дека треба сето тоа да биде малце со подостоинствен однос према собранието. Благодарам.